Ај, здраво живо, браќи и сестри, рибарска фамилија, идемо втор дел специјално за Атанасовски гаро, звани Дејан Рибариште Старо, да го доубедиме у теоријата дека увек риба се вади ако си на право место, право време и ја имаш правата стратегија за моменталната состојба, па било таа каква и да била, макар и невозможна мисија. Па беше ова негде средна школа ние, деца, со возот Неготино, идеме под станица, ѓупката, бојникот, плева, 5 кила, најмалку ден да има некој ваѓано. Тие мештаните го рушеа по 9, по 12 ден. И овој ден идеме натака, стигаме, снег, вее, Вардар, ораница, кал, како на снимкава да го гледам исто. Излеан, калојни кашаица околу, не можеш да припариш до река. И од 30 рибари, 25 се вратија на станица под Стреја, се паркира и вика, не бе, кој ќе фаќа, ќе јадеме, пиеме тука ракија, да ќе вариме кафиња. И нема назад, брат, тоа ти е, тепаш денот таму, следно враќање возот у 4:30 попладне, си стигнал у 7 сабајли и сега рачунај цел ден борба со времето. 5 души упорни фрлаат, нешто прават туку крај возат уз брег под станица, а еден ја зака 2 сати, 2 и нешто, тргна надоле по реката, го издадоа кајбел, ни кажа, едни го виделе и тие лутали иделе натака. И доаѓа време возот, никој ништо, чора риба, не ни отворија трчка, све мајсторишта, рибари стари, секоја недела што идат со децении Вардар го знаат како джеп. Кога влагаме у купе се стиша атмосфера, сите се прибраа по купиња, овој натоварен, ранец на грб, коцка стеден, као да стаел на грб туле од кола. Унутра комбилизон, плинско, јакни, дзиври, чижми, јадења, пиења, води, лебови и водење, 5 мрени, по 2 по 3 кила, долгнавести, едни црвени опаши. Остануваме занемени сите. На тој снег, на ваква вода, на ораница, на кауле, 5 мрени ги опашал цел ден, стоел со комбилизонот до пупак и на некоја карпа усред Вардар, му фрлал лепенка до карпата и тука ги лупал. И рачунај таков натоварен, по снег назад, по кало и по све, Рамбо, one man army, машина. И сега ние шекнавме, ја и другаров, само што се симнавме Скопје, ома викаме сега заспиваме и така рано се стига 6 сат, негде 7 се вративме. Спиеме, сабајле викам у 5:30 на станица, идеме Неготино, викам место до него да го фаќаме. И сабајле се на станица, тап возот, стигаме, бетер таму не пречекој, брат, ситуација. Ако било тента вака, другиот ден уште метро качено, не можеш да припариш ни тоа патчето што беше поред за идење низ тие трски, низ грмушки, све е поплавено. Ние средна школа деца со патики на нозе, некои кондурчиња тамбурашки, и идеме, цепаме, идеме, и кога ќе најдеме вајда местова. И викам 2 сати сум пуштил стоперица, јако да е джипире 100, ако тачно да е 2 сати, може да и сат и пол да го лупнал он 2. И тап го гледам едно место, викам, она мора да е, да, вика, брате, го свене оградата онде од, што каже една ограда, вика, ја рипаш натаму, ако идеш, блокирано е. Ете, вика, таму усред Вардар, буица околу све, алка буица, вака како на снимкава твоја. И он му влегал негде, на овај карпата у средина, он помеѓу брегот и карпата стоел, значи негде на четвртина од реката му застанал, до пупак заглавен и му забачвал до сам ти карпа, имаш метро само тука му врти така мирно и виш одма ја зима метак буицата носи. Ама гледај, паркирани тука да ти били у тоа
до Карпичата е луда работа. Снег навеано, надојдено се. Абе, ова е Боза, тоа таму не знаеш што беше, брат. Цунами. И сега ние што да правиме, како другаров зимам, става 7 грама тапа, он постар беше од мене малце, појак, и забачува пуна, ја зашвркуе, лета. Ја немав конец толку да забачам, ја 4 метра трски имав, немав ни петка у тоа време. Ја фрла од прва, жглап, тачно ја паркира, удира дури у карпата и паѓа пупунец пред неа. И легнуе тапата. Еј, вика, многу дигна дубина, вика, ја претерав. И ја мота брзо назад, и како ја мота, наеднаш, го затегнуе пуна трската ја витка, машината. Брат, вика, што се дешава, брат? Вика, брат, метак тоа прави. Брат, вика, риба, брат, шок ние, замисли само што сме стигнале таму. Деца, нешто такво, ни на крај памет не сме доживеале на нормална вода, не на алка буица. Ја бори, ја прави, ја ова, ја онако, ја видовме една мрена колку ракава грдосија. Ама сега немаме кепче, немаме чизми, ја донесе, кај што било брегов тука, па текала кај што си било треба, тука снегот и вода, едноко до колена, тука биштра више, тука над снегов, на брегов, ама ја гледаме, ја легнал, не може да стигнеме до неа на 3 метра од нас вака, поплавено све, и лежи у една педа вода тука, ама не може да земе. И се врти, се препелка се ова, и тап се откачува и тука скоку тоа снегот, тоа поплава тоа и двајцата не ни дава душа, правиме чекор, два да грабнеме, се зацапуеме, се правиме кисла, да фатиме пред рука, пљас, плюс, цапе, цупе, метах, ни кидне, остануваме батка, у 8-9 са бајля, прв и задни воз, у 4,5-5 ни е попладне у мрачка, више црна темница, Сибир, камен ладно, ние, нозе, ногти паѓаат мокри, бронхит фаќање, температура која се вратив. Абе, недела дена не може да се составам од тие 2 чекора за мрената да грабаме, се унаказивме, брат, али поентата ми е, гледаш каква некоја ситуација, чклија категорија тамба ламба, некој карпич сред вардар, абе до него лепенка тапата, жглабате, малце луфта конецот више ти фати, а далина далеку тоа, кај ќе контролираш ти у визда стои цело време конецот, малце ти го спуштиш више, ти однесе од местото. И са колку треба си прецизен тука да му пласираш, да му задржуваш секунда, 2-5, а ово, дали дубина дека висока имаш и му ја пласира кој на полупец доле или нешто, не знам што, која те сака, абе, прво фрлање, брат, и последно, кисла, болни, огини, нешто палевме, не можевме ни да запалиме, све поплавено, мокро, хаос, у станица, дремевме таму, абе, се вративме, брат, не може да не излечат месец дена и мрена и све да ти јавали. Сам да кажам, имам 100 примери да ти редам вакви за оптимизам, дека 100 души кои не фаќале, увек еден, абе да било, значи, катастрофа на сувода сме фрлале на улица, еден ќе дошол насмеан со рибите од ранец, опашите, со вреќите. Така да, мој брату, една од мотивација, дел 2 за тебе и за сите кои ќе начекат лош ден, викаат God damn, Атанасовски Гаро, звани Дејан Рибариште Старо, те поздравувам и бистро посакувам. Чао, брату.